Кратки најави за денешниот дневник. Општина Охрид подготвена за предизвиците кои ги носи пикот на сезоната, вели градоначалникот Пецаков. Семејните недоразбирања се почесто завршуваат со насилство. Утре ќе се одржи 46-тото издание на малиот илинденски пливачки маратон. Општина Охрид ќе избира најдобра мобилна апликација за туристичка промоција на градот. Белата куќа ќе добие раскошна златна балска сала за 650 гости. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево време со локална облачност и максимални 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта петок кон сабота ќе провладува претежно ведро, ветровито и свежо време. Во сабота над Северна Европа ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во северните делови на Европа, како и во Централна Европа, ќе услови нестабилно време со поројни врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за поројни врнежи и појава на невреме. Во останатите делови од континентот стабилно време со локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Во северните предели на полуостровот нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи. Максималните дневни температури утре ќе достигнат од 20 до 34 степени. Во Македонија во сабота по свежото утро со температури кои што ќе се движат во интервал од 10 до 19 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со локална облачност. Ќе дува умерен слаб североисточен и северозападен ветер. Максималната дневна температура во Македонија утре ќе достигне од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота по свежото утро и температура утринска од 14 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност и ќе дува умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 28 степени. Во недела во Охрид ќе имаме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во понеделник претежно сончево, но посвежо време со појава на локална облачност, а попладне нестабилно со врнежи од дожд. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните часови врнежите ќе престанат и ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите.
Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамара го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Праксата на закажување на бројни концерти околу 2 август не изостана и годинава. Секој што ќе дојде во Охрид во најголемата гужва ќе најде нешто според своите преференции. Надлежните апелираат на одговорност и совесност за сите настани, концерти, забави да поминат безбедно. Градоначалникот вели општината е подготвена за предизвиците. Проблеми ќе има, но барем траат неколку денови. Охрид го живее шпицот на сезоната, а деновите кои предстојат до 15 август се очекува наплив на гости. Околу Илинден кулминираат проблемите кои на лето го отежнуваат нормалното функционирање на градот и животот на локалното население. Градоначалникот Пецаков вели дека општината е подготвена за предизвиците кои следат. Сите институции, вклучувајќи ги јавните предпријатија и локалната самоуправа, секако дека се спремни за она што представува пик на туристичката сезона или, ако сакате, и деновите со најголем број на туристи, тоа е околу 2 август, секако дека се спремни. Предизвиците постојат, посебно околу се случува менаџирањето со отпадот, се случува проблем со паркинг местата и големата гужва, некогаш со притисокот на вода, меѓутоа тие се предизвици кои траат неколку дена во таа форма и понатаму продолжува да функционира без малку понормално. Праксата на закажување на бројни концерти околу 2 август не изостана и годинава. Поради негативните ефекти од голема посетеност во краток период, познати туристички центри и дестинации започнаа да ги редуцираат концертите и настаните од масовен тип. Градоначалникот вели дека општина Охрид не може да контролира и ограничува кога и какви концерти организираат приватните објекти. Она што општината го организира како понуда е квалитетно и распоредено во текот на летото, потенцира Пецаков. Винофестот и годинава имавме коктел фест, имаме на крај на летото Охрид Ватер фестивал, кој што де факто е фестивал на водени спортови, меѓутоа има 3 дена забавен дел покрај едукативен и одма после него е џез фестивалот. Така да тие се институции за кои што општина Охрид се потрудила да има понуда вон туристичката сезона или еден вид на отпочнување или почеток, означување на почеток на туристичка сезона и крај на туристичка сезона со настани кои што се повеќе од културен аспект одлични. Секој што ќе дојде во Охрид во најголемата гужва ќе најде нешто според своите преференции. Надлежните само апелираат на одговорност и совесност за сите настани, концерти и забави да поминат безбедно. Треба сите оние јавни настани кои што се одржуваат овде на барање на самите организатори, Црвениот крст ги покрива со своите екипи, со своите волонтери, но и волонтерите се постојано присутни во овој летен период. Подготвени сме, искуство имаме наназад години и се надевам дека све ќе помине во најдобар ред, но апелирам и до сите оние гости кои што ќе дојдат за време на државните празници на Илинден да се воздржат од некои екзибиции кои што не се во склад со нивната здравствена состојба и нивните здравствени и потенцијали и можности. Поради големиот наплив на гости, полицијата веќе најави засилено присуство на најфреквентните локации, меѓу кои на концертните настани. Општина Охрид објави јавен повик за финансиска поддршка за најдоброто решение за изработка на дигитални алатки, мобилна апликација за туристичка промоција на Охрид.
Може да аплицираат тимови од млади ентусијасти, програмери, дизајнери и маркетинг експерти со свој предлог решенија за мобилна апликација, наменета за Android платформа, која ќе представува модерна адаптација на веб страницата visitohrid.com.mk за туристичка промоција на Охрид. Финансиска поддршка ќе добијат 3 првоизбрани тимови за најдобро решение и тоа со 140.000, 110.000 и 70.000 денари. Јавниот повик ќе трае 30 календарски денови од денот на објавувањето. Подетелни информации за потребната документација, правилникот и начинот на пријавување, заинтересираните може да го најдат на официјалната веб страна на Општина Охрид. Се почесто семејните недоразбирања прераснуваат во насилство. Посебно во изминатите неколку години постојано расте бројот на пријавени случаи до надлежните институции. Нарушените односи во семејството најтешко ги погодуваат децата. Во првите 6 месеци од годинава во секторот за внатрешни работи Охрид биле пријавени 37 случаи на семејно насилство. Во текот на минатата 2024 година полицијата интервенирала по 90 пријави за кривични дела поврзани со семејно насилство. Најчесто станува збор за загрозување на сигурноста, нанесување на телесни повреди, а по еден случај се однесувал на нанесување тешка телесна повреда и противправно лишување од слобода. Она што е карактеристично е дека СВР Охрид има посебни тимови кои што се исклучиво фокусирани на работа на оваа проблематика и решавање на овие пријавени случаи. Веднаш по добивањето на пријавите за семејно насилство, полициски тимови се упатуваат на местото на настанот, обавуваат разговор со жртвата, ги нотираат сите околности кои што асоцираат на сторител, на начин на сторување на ова кривично дело. Друг полициски тим паралелно работи и на пронаоѓање на сторителот и секако разговор со истиот. Понатаму се преземаат и други мерки, контакти со медицински служби, се информира Центарот за социјални работи и основното јавно обвинителство, по чии насоки се преземаат понатамошни мерки. Според Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, се почесто семејните недоразбирања прераснуваат во насилство. Посебно во изминатите неколку години постојано расте бројот на пријавени случаи. Нарушените односи во семејството најтешко ги погодуваат децата. Најмногу загрижува податокот што децата се индиректни, а во одредени случаи директни жртви на семејно насилство, при што тоа кај нив остава најголеми последици за кои е потребна поддршка и помош. Најчести последици кои се јавуваат кај децата се емоционалните промени, односно промени во однесувањето, проблеми со концентрација и проблеми со градење односи со други лица во социјалната средина, велат од Центарот за социјални работи. Според евиденцијата на Охридскиот меѓуопштински центар за социјална работа, во 2024 година се бележи зголемување на случаите на семејно насилство за 10% споредено со претходната. Тоа според експертите се должи на охрабрувањето на жртвите да побараат помош од надлежните органи, но загрижува тоа што не е мал бројот и на пријавители на семејно насилство кои се откажуваат, при што тешко може да се утврди дали тоа го прават по своја волја или поради закани и притисоци. Утре ќе се одржи 46-тото издание на Малиот илинденски пливачки маратон. Во организација на пливачкиот клуб Охридски бранови 2008 Охрид, утре ќе се одржи 46-тото издание на Малиот илинденски пливачки маратон. Како и секоја година, патеката во должина од 2,5 км започнува од плажата Горица кај Дивоно, до кејот на Охридското езеро пред хотел Ривиера. Првиот старт ќе започне во 10 часот, додека вториот старт ќе започне во 11 часот. Пливачите се поделени во две категории, и тоа 15 години и помали, но не помали од 10 години, и од 16 до 35 години. Патеката ќе биде обезбедена со медицински и спасувачки екипи на Црвен крст Охрид, а за регуларноста на трката ќе се погрижат 2 судиски тимови, информираат организаторите. Промена на локацијата на театарската представа Принцезата Ксенија од Црна Гора.
Поради лошите временски услови на почетокот од следната недела, проследени со краткотрајни поројни врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер, театарската представа Принцезата Ксенија од Црнагора на Црногорскиот народен театар од Подгорица, наместо во предворието на црквата Света Софија, ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев на 5 август со почеток во 21 часот, информираат од фестивалот Охридско лето. Представата е во режија и адаптација на Радмила Војводич. Гласовите на мигрантите ги има многу од кога постои светот и векот, од почетокот на светот до луѓе иселени, доселени во потрага на подобар живот и подобар свет. Тука во оваа представа тие се над сите други, но тука е и гласот на самодоверливата и моќна жена, но и жена губитник. Гласот на нем, мал народ и мала култура за која се закотвил животот. Таа зборува со мачниот глас на внатрешниот екзил и истура болка преку рабовите на историските факти, од нејзината до нашата ера. Тоа е монолог од далечината и диалог на нашето заробеништво, вели режисерката Војводич. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен викенд.